Нов раководител на комуналното јавно предпријатие Водовод е Иван Иванов, поранешен председател на Советот на општина Кочани и пратеник во македонскиот парламент. Со назначувањето што го направи градоначалникот Љупчо Папазов, во наредниот период тој ќе биде ВД директор на предпријатието на местото на досегашниот директор Андреј Киров. Во просториите на Водовод се одржа примопредавање на функцијата, при што беа разменети податоци, при што беа разменети информации околу состојбата во која тоа се наоѓа. Денот ќе го искористам во запознавање, односно скенирање на состојбата на предпријатието, запознавање со вработените. Предизвикот да се биде на оваа функција е голем, одговорноста меѓутоа е уште поголема. Ќе го вложам целото мое знаење и умење за Водовод да го направам европска фирма, а граѓаните на општина Кочани да ги добиваат потребните услуги кои што ги испорачува ова комунално предпријатие. Досегашниот раководител на Кочанското комунално предпријатие истакна дека тоа е во добра финансиска и материјална ситуација, при што престои реализирање на неколку важни проекти. Јас сум внатрешно лице и останувам вработен овде во самото јавно предпријатие, каде што, како што се договоривме до сега, значи ќе бидам од помош на новите лица и на новата менаџерска структура која што ќе биде во комуналното јавно предпријатие. Предпријатието е во одлична кондиција, поготово во делот на опрема и инвестиции кои што сме ги имали до сега. Во делот на возниот парк, значи околу 90% од возниот парк на комуналното јавно предпријатие е обновено во овие 4 години и е изведено нов бунар, каде што се обезбедени дополнителни 35 литри во секунда вода, каде што водоснабдувањето не представува веќе никаков проблем за градот и имаме обезбедено средства и подпишани договори за нов цевковод, потисниот цевковод од 2 км 250 метри, каде што веќе дел од самите потребни цевки и делови за реконструкција на истиот се набавени и обезбедени во градовски орман во бунарите каде што ни се наоѓаат, во делот на препумни станици и сервисирање на пумпи, во делот на геотермалните води нови пумпи направено, така да во било кој дел од комуналното предпријатие треба да продолжи во истата насока со тие капитални инвестиции да продолжат и во следниот период. Во делот на финансиската состојба, значи овде немаме никакви проблеми или никакви потешкоти. На сметката, еве со денешната сметка имаме оставено средства за да може предпријатието да функционира нормално и како што треба. Плати исплатени, немаме никакви заостанати долгови во тој дел, дали по основ на даноци, дали по основ на плати, слични работи. Значи овде се функционира нормално, перманентно, немаме никаков застој. Функцијата ВД директор Иванов ќе ја извршува до официјалното распишување конкурс за избор на раководно лице на Водовод. Инаку на седницата на Советот на општина Кочани закажана за впонеделник на дневниот ред се наоѓа и извештајот за финансиското работење на предпријатието за 9 месеци од оваа година, како и планот за вработување за наредната календарска година. На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, владата е усвоила одлуката за финансиска поддршка за намалување на последиците врз производството и откупот на јаболко, ориз и грозје. Тоа значи дека на оризопроизводителите од регионот ќе им бидат исплатени дополнителни средства на име субвенции. Тие ги бараа поради ниските откупни цени и отежнатиот пласман на оризот. Поддршката по килограм за производство на оризово арпа, која во периодот од 1 јануари до 15 декември 2021 година е произведена и предадена на регистриран откупувач запишан во регистарот на откупувачи во висина од 3 денари по килограм. Освен финансиската поддршка за земјоделците кои произведуваат ориз, владата донела одлука и за помош на производителите на јаболка. При тоа за произведено јаболко кое во периодот до 15 декември ќе биде предадено кај регистриран откупувач или преработувач на земјоделски производи или пак за извоз, ќе им бидат исплатени дополнителни 3 денари за килограм. Финансиска помош ќе добијат и лозарите, кои до 31 октомври го предале производството кај регистриран откупувач на винско грозје за вино или пак за извоз на винско грозје. Слично како и за оризот и јаболката, и за килограм грозје ќе бидат исплатени дополнителни субвенции во висина од 3 денари за килограм. Во рамки на исполнувањето на својата општествена одговорност, компанијата Антура
донираше таблет, компјутери и друга техничка опрема за потребите на основното училиште Никола Карев. Донацијата треба да им овозможи на учениците полесно да го следат наставниот процес. На примопредавањето на опремата присуствуваа вработени од училиштето, како и представници од компанијата. При тоа беше искажено обострано задоволство од досегашната успешна соработка. Голема благодарност до компанијата Антура, која традицијата за донирање ја продолжува и оваа година. Денес добивме 20 таблети и еден саундбар за потребите на нашето училиште. Таблетите, дел од нив ќе бидат наменети за новата концепција од прво и четврто оделение и дел за социјално ранливите категории. Антура МК продолжува да ги следи досега воспоставените принципи на помагање на општеството, односно на општината во која работиме, и како една од своите инвестицијски цели е и подпомагање на социјално ранливите категории на граѓани. Така денес Антура МК уште еднаш се вклучи со донација овој пат во основното училиште Никола Карев, во која донираме 20 таблет компјутери и еден саундбар систем. Се надеваме дека оваа донација ќе го подобри образовниот процес во ова училиште. Донираната техничка опрема од компанијата Антура наскоро ќе им биде распределена на учениците кои имаат потреба од неа. Библиотеката Искра и годинава го организира саемот на книгата како дел од активностите за одбележување на месецот на книгата. Со оглед на актуелната состојба со пандемијата, манифестацијата годинава е со редуциран број учесници, со намера да се почитуваат мерките за здравствена заштита и на посетителите и на изложувачите. Иако учествуваат само 2 издавачки куќи од државата, љубителите на пишаниот збор имаат можност да пронајдат жанровски разновид на литература. Присутните на саемот на книгата ги поздрави и граначалникот на Кочани Лјупчо Папазов. Се прави еден напор да се развива културата на читање, да се мотивираат најмладите кои си денес во посета на овој саем, на кој учествуваат 2 издавачки куќи, и сметам дека е ова убав потек, убав момент и момент за поздравување, и очекувам дека кога ќе одмини овие услови на пандемија и ограничени можности, дека ќе имаме можност да ги видиме повеќе издавачки куќи, да видиме повеќе посетители и пишаниот збор да биде проширен кај најмладите генерации, кај сите граѓани на општина Кочани. Од библиотеката Искра истакнаа дека организирањето на саемот на книга во помал обем е со единствена цел да се одржи континуитетот на оваа манифестација. Саемот ќе трае 3 дена, значи од денеска до петок, значи тоа е од 1 до 3. Се одлучивме сепак да направиме напори за да може да донесеме одредени издавачки куќи, значи нивните изданија да ги ставиме на располагање на нашите сограѓани. Нашите планови и размислување не се само овие 2 издавачки куќи да бидат со своји дела представени во Кочани, размислуваме некаде во почетокот од идната година и други издавачки куќи со помал број, значи некаде месечно би правеле мини саеми. Минатата година саемот на книгата беше одложен поради ковид пандемијата, но со оглед на големиот интерес на читателската публика, меѓу кои и учениците од основните и средните училишта, библиотеката Искра успеа да ја продолжи традицијата. Заради транспарентност и поголема вклученост на граѓаните во креирањето на буџетот за наредната година, општина Кочани ги повикува граѓаните и представниците на урбаните и местни заедници да се вклучат во дебатата по актуелни прашања и потреби од јавен интерес од локално значење. На тој начин треба да се овозможи со идеи, мислења и предлози јавноста да придонесе во подготовката на буџетот, односно во планирањето на одредени ставки во расходите, а кои имаат пошироко општествено значење. Според најавата од локалната самоуправа на Кочани, се планира на расправата да бидат отворени поголем број прашања поврзани со урбанистичкото планирање и уредување на просторот и уредување на градежното земјиште, потоа заштитата на животната средина и природата, локалниот економски развој, комунални дејности, култура, спорт и рекреација, како и социјална заштита и заштита на децата, образование, здравствена заштита, противпожарна заштита и други надлежности што се определени со закон. Трибината е закажана за впеток на 10 декември од 18 часот во салата на мултикултурниот центар.
Со оглед на актуелната здравствена состојба предизвикана од пандемијата од COVID-19, од општина Кочани нагласуваат дека настанот ќе се реализира според протоколите за заштита и спречување на ширењето на коронавирусот.